Тешко од Струмица, од локална бина до интернационална кариера. Турнеја успешна во повеќе од 7 држави, повеќе од 94 настапи. Вечерва тука со нас Димитрикс Вердено или Димитар Бонев. Добро вечер во Hype Македонија, кажи ми како си? Добро вечер, Стефан. Се надевам дека си иди добро. Добро сум и јас, еве, се спремаме за настап. За неполни 4 сати ме очекуваат на бина. Ти оваа година го отвараш The Fest, а утре и го затвараш. Кажи ми, што за тебе ова значи, колку време се спремаш, со кој ќе соработуваш? Па, дефинитивно јас одвојувам доста време и доволно време за моите сетови на моите настапи. Дали тоа било фестивал, дали било клуб. Јас мислам дека секој мој сет треба да има исто ниво на енергија како и на фестивал или на клуб. Дали можат македонските фестивали да се споредат со тие во Балканот и светот? Дефинитивно да, ако продолжиме така да работиме, мислам дека би постигнале голем успех на фестивалско ниво. Што фали на македонската музичка сцена? На македонската музичка сцена и фали многу работи, да бидеме искрени, поддршка, медиуми и мислам дека тоа ќе се смени, се надевам дека ќе се смени во најбрз можен период. Да, ете Hype Македонија се тука секогаш да ги поддржат младите изведувачи. Моментално се наоѓаме на еден од најпосекуваните, најактуелни фестивали во Македонија, The Fest. Ние сме во Дојран, а на оваа сцена позади нас ќе настапат многу наши и странски изведувачи. Останете со нас за да видите како сето тоа изгледа одблиску. Вечерва тука со нас е еден диџеј кој е несомнено еден од најпрепознатливите лица во Македонија, а слободно може да се каже и во светската сцена. Вечерва тука со нас Галоски, настапува на The Fest. Кажи ми како си вечерва и што може да очекува македонската публика вечерва од тебе? Вечерва сум на The Fest во Дојран и посебна чест ми е што сум повторно тука во Дојран. Вечерва публиката може да слушне екстремно нова музика од мене, ексклузивна, што не е слушната на друго место, премиерно ќе емитуваме вечерва тука, како и новитети од електронската музичка сцена. Колку време ти требаше да се подготвиш за вечерва? Мислам дека веќе се спремам со месеци наназад, не само за овој фестивал, него за целото лето, за сите настапи што ги имам. Денеска направив само некоја преконтрола онака на нова музика, дали се склапа со мојата визија за настапот вечерва. Како ти се допаѓа македонската организација и дали може да се спореди со таа во светот, па Балканот и другите држави? Види, има голема разлика од град до град, како и од земја до земја, но мислам дека полека како доаѓа времето и ние се модернизираме и се носиме со фестивалите од светски рамки. Ти имаш несомнено светска кариера, настапуваш низ Кина, Јапонија. Кажи ми колку тоа те импонира, како достигна толку големо ниво на популарност и признание? Самите тие настапи кога настапуваш во метрополи како Токио, претходно имав настапи во Барселона, Осло, во Штутгарт, во Хамбург, знаеш, учиш големи лекции како публиката реагира. Надвор пробаш истото знаење што го учиш и од другите колеги надвор да го донесеш тука. Знаеш да вмрежиш повеќе знаење и да едноставно да уживаш во тоа што го работиш и да го пренесеш на публиката. Дали малиот Галоски, кога би знаел што го очекува во иднина, би верувал во тоа и колку би бил среќен? Мислам дека детето во мене се уште живее и дека тој Галоски од 14 години се гордее со оваа денешна верзија на Галоски. Кој е најлудиот момент што те си има случајно на сцена, на бина, дали на тебе, дали на публиката, дали имало некој луд момент? Не се сеќавам на такво, но се сеќавам на нешто пред настап. 2 минути пред мојот настап во Токио, вратата од тоалетот не се отвараше, се заклучив и буквално 10 секунди пред да требаше да се појавам на бина, некој од надвор ја отвори вратата. Дали имаше паника? Онака паника, буквално срцето стотка и самата таа трема ја пренесуваш на сцена и првата минута буквално не знаеш дали си на сцена или пак си назад на оно место кое што бе претходно. Што правиш пред настап? Дали имаш некои ритуали, нешто што правиш 5 минути пред настап? 30 минути пред настапот обожавам да бидам или во тишина или да слушам некој сет од некој од моите идоли. После настап првото нешто што го правиш? Идам дома, гледам цртане или у хотел си пуштам цртане и гледам мозокот го ставам на земја онака да одмарам. Каква музика ти слушаш во приватниот живот? Дали е тоа цело времето техно, хаос или можеби нешто друго? Слушам разновидна музика, но претежно е тоа нешто од електронската музика,
слушам премногу сетови од други диџеи, гледам да научам нешто, можеби ќе слушам некој новитет за кој немам претходно слушнато, цело време е константно учење и надоградување. А колку социјалните медиуми во денешно време помагаат во изградба на кариерата на еден артист? Дефинитивно мислам дека социјалните медиуми се многу клучен фактор во било кој дел од модерниот живот, било што и да работиш, било што и да пробуваш да допреш до публиката, мислам дека е многу едноставно, исто како од секој од нас да поседува медиум. Имаш кажано дека во Кина имаш останато со 0 денари. Што се случи, како дојде до тоа и како се снајде со 0 денари во твојот джеб? Мислам дека и сега ако некогаш повторно се родам, би посакал иста да се случка да ми се случи, затоа што тоа е моментот кога учиш највеќе во животот, како да се снајдеш во земја која никој не го разбира јазикот кој го разговараш, нити па они зборуваат ист јазик како тебе, но на крајот ќе се снајдеш. Може да кажеме дека ти си признаен артист од Дейвид Гета, па какво влијание има тоа врз тебе, дали ти импонира, колку си радосен за тоа? Дефинитивно тоа е еден огромен печат за мене како артист. Нели Дейвид Гета, најголемо име во електронската музичка сцена и најголем хитмейкер во светот, 10 години поред врти моја музика во негови сетови, тоа е едно големо признание за детето и за веќе возрастната верзија од истото дете кој го живее овој сон. Со која светска звезда е тебе сакал да направиш некоја трака, некој микс или да искочиш на сцена? Би сакал да имам песна со Тиесто, затоа што го сметам како човек кој ми е идол од самите почетоци. Јас сум диџеј поради Тиесто, затоа што првото видео кога го погледнав од Тиесто беше моментот кога ме натера тоа да сакам јас да бидам диџеј. А која сцена ти е сон да искочиш на неа да настапуваш? Би кажал Tomorrowland, но мислам дека е тоа реалност, прашање само на време. Многу артисти исто така создаваат музика и со помош на некои напредни технологии како што е ChatGPT AI. Па дали според тебе тоа е вистинска креација на музика или не е признаена? Самата модернизација и како време го напредува напред, мислам дека ќе има такви други алатки, на пример Suno, тука се да помогнат твојата визија како артист да ја создаат или да ја доградат. Добро е да искористиш од дел од тоа, но не 100%, нели? Да имаш и своја креација. Тоа би било исто како Пикасо кога би цртал некоја слика, ако дојдеш ти, ако дојдам јас и му кажеме дај стави тука една четка, тука една четка и целата таа слика на крајот би била сосема нешто друго. Така исто и со музиката. Мислам дека колку вложуваш како артист во тоа, така и се отсликува према публиката и тебе како артист. Ако не грешам, во 2018 година Ласер ти го има повредено окото и може да приметиме дека цело време си со очила за сонце. Дали имаш некои трајни последици и што се случи подоцна? Инаку супер ми е видот, кога ќе застанам онака некој половина час на светла кои се зелени, црвени или од овие плавиве, знае да почне да ми се лоши онака. И чисто ради заштита и кона шала го викам тоа од малери. Кажи ми, дали некогаш во твојата кариера си ималете некои тешки моменти, предизвици и да сакаш да се откажеш од музиката? Да, периодот кога најмногу ми одеше во кариера беше моментот кога сакав да се откажам, затоа што тогаш беше жив Авичи пушташе моја музика на Ибица, Hardwell, Tiesto, Swedish House Mafia, но у кариерата ништо не се случуваше, немав доволно финансии, баш бев онака на работ да се откажам, што ми имаше некоја мала искра, која тука беше и викам, не се откажувам, ќе гурам до крај. Која се најголема мотивација така во некои потешки периоди? Мајка ми, затоа што мислам дека е мојот супер херој сега и во сите следни 100 животи. Кажи ми, дали музиката има одредена фреквенција и дали таа влијае врз расположението на луѓето? Јас сум убеден дека ние сите како индивидуа имаме некоја посебна фреквенција и дека сите ние зрачиме некоја енергија. Нормално да некого не му одговара таа енергија, нормално да на некого одговара повеќе. Мислам дека колку повеќе ние самите зрачиме позитивна енергија, така и рефлектира надвор од светот и добиваме исто назад. Сега имам неколку брзи прашања. Кажи ми, настап на отворено или во клуб? Клуб. Клуб или бич бар? Клуб. Клуб или некој вако фестивал? Фестивал. Фестивал или концерт? Фестивал. Ти благодарам Галуски, ти посакувам успешна вечер на The Fest. Фала ви, беше мило и се дружиме за кратко на фестивалот. Дали
ви звучи познато името Атила Тот или можеби ако кажам подобро Space Motion. Познатиот диџеј кој има настапувано на едни од најголемите светски сцени и има долгогодишна кариера зад себе, вечерва е со нас. Space Motion, здраво, како си? Кажи ми, Супер. дали си прв пат овде у Македонија на Д фестивалу? Јесте, први пут сум овде. Вчера беше на Кипар, денес си тука, утре си на Екзит. Како постигнуваш на секаде да си? А кад волиш нешто, лако. Така. Настапуваш повеќе од 2 децени, но дали се сеќаваш како почна? Кога почна? Почeo sam kad sam imao 14 godina, a tata moj je imao puno ploča, pa sam počeo da preslušavam njegove ploče Italo Disco i voleo sam da puštam muziku na rođendanima na početku, da pokažem šta moj tata ima i od tada mi se stvorila ideja i želja da budem DJ. Дали твојот татко се занимава со тоа? Дали он ти беше идол? Jeste. Во едно интервју кажа дека најдобрите идеи ти доаѓаат додека пливаш. Дали е тоа се уште така и дали имаш моменти кога немаш инспирација и креативност? Uvek imam inspiracije i kreativnosti. Каде наоѓаш инспирација? Kada nađem? Pa imam stalno, kad god sedem da radim ili bilo kad da krenem da razmišljam, uvek imam ideju. Sva sreća. Што ти е најтешкиот дел во продуцирање музика? Pa najteži je deo kad traka ima pesma, kad ima vokale, pa kad treba da se radi sa pevačima. To je malo komplikovanije, ali sve ostalo je okej. Зошто? Pa zašto radiš s drugim ljudima dok im objasniš šta želiš, pa dok nađeš zajednički jezik i dok ne nađeš najbolji način da izvučeš najbolje iz pevača. I onda to malo treba vremena da se bolje upoznaš sa njima i da znaš, da nađeš zajednički jezik. Дали има некоја тајна за диџеите што никој не ја знае? Nema, sve je u volji. Sve je u volji i ideji. Yes. Дали денес е полесно да се стане диџеј и дали мислиш дека секој може да биде диџеј? Da li svako može biti DJ? Pa može. Ja, može da bude. Ако треба да бираш да пуштиш музика во клуб, бич бар или фестивал, каде би било тоа? Pa teško pitanje. Teško. Nekad volim u klubu, nekad volim i za festival. Sve zavisi kakvu muziku imam da prezentujem. Neka muzika je više za festival, a neka je više za klub. Tako da ne mogu da odlučim. Oboje mi je dobro. Имаш интересно уметничко име, па дали можеш да ни кажеш од каде е името? Odakle ime? Pa još pre 20 godina sam radio Psytrance i volim puno da čitam o vanzemaljcima, o svemiru i onda sam našao neko ime koje mi se svidi. Од неодамна стана и татко. Кажи ми како се снаоѓаш во улогата на татко и како го менаџираш приватниот живот и работата? Teško. Sva sreća imam savršenu ženu koja mi puno pomaže, tako da bez nje bi bilo teško. Во едно старо интервју имаш спомнато дека имаш вештачка аорта. Дали е тоа тачно и дали ти се смени нешто во животот после тоа? Pa nije, to je deo mog života, navikao sam s time i dobro sam se oporavio, tako da to je sve okej. Кој совет би му го дал на некој што сега почнува да се бави со оваа работа? Da sluša što više muziku i da se igra što više sa programima i tako će mu se roditi nova ideja. I da ne dozvoli da njegov ego preuzme njegov talenat. И за крај мора да те прашам каков парфем користиш, пошто Ептен е добар и какви парфеми воопшто користиш? Sad trenutno koristim Bulgari Tiger. Da. А какви парфеми сакаш, вака? Pa sve zavisi od vremena, da li je toplo, hladno, u kojim predelima. Sad se nekako osjećam sveže, na otvorenom i onda više koristim te neke citrusne note. Морам još jednom da pohvalim tvoj parfem, stvarno je mnogo dobar i hvala ti još jednom. Hvala puno, hvala. Вечерва со нас е едни од најпознатите српски рапери, дуо кој со години наназад реди хитови на регионалната сцена.
Римски Корона, добро вечер, кажете ми како сте, дали сте прв пат на овој фестивал и што очекувате од овој фестивал? Добро вечер, добро смо што и вама желимо. Први пut smo ovde u Dorjanu na festu, tako da nadamo se najluđem zezanju kao i uvek. Tako obzirom da imamo vrlo tvrdi i jak fanbase u Makedoniji, kao i uvek očekujemo ludilo. Не давате многу интервјуа по медиумите, па кажете ни што има ново кај вас, што се случува моментално? Studio, muzika, priprema novih albuma, novih projekata, tako da smo u ilegali. Misticizam, očekuje se mnogo toga, vrlo brzo ćete čuti to. Едно време живеевте во Америка, зошто отидовте таму и зошто се вративте назад? Zato što se ovde na Balkanu najlepše živi, lepše nego bilo gde na celom svetu. Pa mislim, to je glavni razlog našeg povratka u Srbiju i na Balkan, zato što prosto ljudi sa ovih prostora imaju dušu i nadam se da to nikada nećemo izgubiti. Дали тоа значи дека во Америка луѓето се полоши од нас? Pa ne znam, Amerika je ogromna zemlja, ali prosto neki mentalitet koji mi gajimo ovde nismo nešto puno videli u Americi. Дали имате некој интересна случка од таму да споделите? Некој интересантни догаđај од таму да споделите sa nama? Ima mnogo, ali to je više za knjigu ili za film, nije za intervju, ima toliko stvari koje se dogodilo da... Pa mislim, mnogo smo videli stvari koje u tom trenutku bilo za nas nezamislivo na ovim prostorima, ali sad se to sve nekako spojilo, tako da nema velike neke razlike sad. Дали сте можда помислили да се откажете од музици тад? Ne, mi mnogo volimo muziku da bi se odjavili iz muzike, tako da tek ćete čuti bombe od nas. Дали некогаш сте помислиле дека дуото ќе се распадне? Ne. Nikad. Pa mislim, nikad. Mi se znamo, družimo i sarađujemo jako dug period, tako da i odrasli zajedno, tako da to je jedna neraskidiva veza, jaka. Кој од вас е поголем перфекционист? Korona. Како дојдовте до идејата за ваше уметничко име, Римски Корона? Од каде името? Inspirativno pitanje. Ja mislim, zbog rimovanja a korona na španskom znači kruna, jel? The crown. Бидејќи сте на јавна сцена и стално се шпекулираат некои работи, кој е најголемиот трач што сте го слушнале за вас? Nema puno tračeva za nas. Da ne dajemo intervju. Имате соработка и две песни со Тања Савиќ. Како заврши таа соработка и дали повторно некогаш би правеле песна со неја? Sa Tanjom Savić imamo 10 pesama u suštini. Radili smo i ceo album i tako dalje. Nemamo, nismo u kontaktu. Želimo i sve najbolje. Со кој од артистите на српската сцена најмногу се дружите? Cobi i Rasta, ja bih rekao. Дали може би имате во план да снимите некоја песна со македонски артист? Karakteristika, 2 bona, Taško. Дали може имате во план некој дует со нив? Imamo u planu svašta nešto, tako da ajde da pustimo vreme, pa će nam vreme pokazati šta će se desiti, ali to su sve naši, da kažem, prijatelji, drugovi, kolege, tako da nadam se da će se desiti nešto sa njim. Фала ви, Римски Корона, и уживајте во вечерта. Hvala vama.